Денес православната црква ги празнува свештеномаченикот Евтихи, светиот маченик Татион, светата маченичка Сира, преподобниот Арсений Комелски и светиот Георги Лимниот Езерски. Свештеномаченикот Евтихи, еден од помалите апостоли родом од Севастопол, ученик и поддржувач на апостолите Јован Богослов и на Павле. Иако не е вброен во 70 апостоли, сепак се нарекува апостол поради што им бил ученик на големите апостоли и заради тоа што во евангелската служба покажал вистинска апостолска ревност. Посветен за епископ, мисионер, светиот Евтихи патувал многу, имајќи ангел за сопатник. Во самицата добивал небесен леп од ангелите. Кога телото му било стружено со запчесто железо, од него течела крв со необичен благопријатен мирис. Бил фрлан во оган и пред зверови и најпосле бил исечен со меч во Севастопол. Светиот маченик Татион, по потекло од Мантинеја, близу до Клавдиопол во Витинија, пострадал во времето на Диоклецијан. По големите мачења бил жив закопан во земјата и така му ја предал својата света душа на Бога. Светата маченичка Сира била роднина на светата Марија Голиндуха, персијанка од градот Хирхаселвкос и ќерка на големиот гатач Огненопоклонички. Воспитана во незнабоштво, девицата Сира дознала за Христа од некои бедни жени христијанки и нејзиното младо срце се разгорело со љубов кон Господа. Во некоја своја болест, додека уште не била крстена, таа побарала прав од црквата од христијанскиот свештеник, но свештеникот како некрстена ја одбил. Тогаш таа со голема вера се допрела до свештеничките одежди и оздравела. Тоа чудно исцеление уште повеќе ја утврдило во верата Христова. Но незиниот бездушен татко ја предал на тешки измачувања, при што таа добивала охрабрување и утеха од небесни виденија. Била насилно удавена со јаже и потопена во вода. Во 558 година во времето на персискиот цар Хозрој, а во својата 18-та година од животот. И така оваа света девица славно го завршила својот овоземен пат и се преселила во небесните ангелски населби. Преподобниот Арсений Комелски, родом од Москва, од голем род. Како момче примил монаштво во манастирот на светиот Сергеј Радонешски. Како примерен монах бил избран за игумен, но тој тежнел за молитвена самотија и се оддалечил во Комелската шума, каде што до смртта се подвизувал, борејќи се храбро со големите демонски искушенија. Се упокоил во Господа во 1550 година. Светиот Георги Лимниот Езерски, исповедник, голем олимписки подвижник, пострадал на возраст од 95 години во времето на иконоборството во 716 година.
Твоя.